Јепа! Како што се наближува датумот за референдум, така и гужвата во земјава се зголем вид. Се појќе и појќе секојдневно ни идат гости од странство кои што се многу загрижени за нас. Еве на пример американскиот министер за одбрана Џон Матис рече дека тој е многу загрижен за нас, за земјава и дека стравува дека сега во последен момент може да се случат руски пакости. Шо е руски пакости сега тоа? Тоа е море нешто многу така недефинирано. Не знам дали имате приметено, ама како што се доближуваме до датумот за референдум, така водка џус поевтин бит по кафичиве. Руски пакости. Водкава од кај? Ке речиш заш? Руски пакости! Нема ме зачудит на ден на референдумот нигде никаде на секое гласачко место да се појави по некој русин со пиштол што те викат ела да играме руски рулет. Чекајте, товариш, пришли, это пистолет, още хорошо, бам, штрак, Да, руски рулетито со полуавтоматски пиштол, да не можеш да сгрешиш, пошто тоа име последна надеж дека некој нема да се појави на референдум. Руски пакости, маре, кој ќе видиш имат колку што сакаш. Мене сега ми се кристализираја работите. Маша и Медо откај се појави. Ме осеќаш? Кој те види тона Маша со очи не олка и вака и што ти вика? Не се појави на референдум. Бойкотирај. Не гласај. Зато до референдум никако Маша и Медо гледање. Немојте, руска кампања е тоа. Заш ке те премисли? Не гледај Маша. Биди македонец. Тоа е руска пакост, руска кампања. Не гледаш? Маша само со волци и со мечки се дружи в шума живеет. Тоа е кампања за да си останеме в село. Со никој да не се заимаме, да не влезиме во цивилизација. Тоа е на подсвеста ни работат. Тоа е кампања за да не влезиме во современо општество, да не влезиме во ЕУ, во НАТО. Не гледај Маша, тоа е анти-НАТО кампања. Маша ја имаш видено бе со пушка в раце? Не, така? Зошто шовелиш? Зашто е анти-НАТО? Зато. Зато од сега, почитувани граѓани, сватете го ова сериозно. Кој може? Од сега до референдум, само којотот и брзата птица итрица гледање. Тоа е правата слика. Зато колку човек може да биде креативен со експлозиви, намити.